Почитувани другари и другарки, драги делегати, почитувани гости. Сакам да ви се заблагодарам за можноста на мене и на кандидатите од изборната единица број 2 да бидеме дел од листата, да бидеме дел од историјата, да бидеме дел од промените што ќе ги направиме во Република Македонија. Благодарам на Конгресот што ми ја даде можноста да ја предводам изборната единица број 2, во која сум се родил и сум израснал и чии предизвици ми се блиски поради секојдневните средби со граѓаните од овие подрачја на нашата земја. Нема големи разлики во потребите на граѓаните на Република Македонија. Независно во кој регион живеат, независно од нивната етничка и верска припатност. Сите се борат и посакуваат една иста работа – достоинствен живот. Нас во изборната единица 2 нема различни. И македонци, и албанци, и срби, и бошњаци, и роми, и турци, и останати. Ги делиме истите проблеми. И затоа силно ќе се бориме да ги решиме проблемите, да ги смениме работите во Република Македонија. Борбата за достоинствен живот е света борба. А што значи достоинствен живот? Значи пред се повисоки плати и намалени трошоци. Значи работа за сите, особено за младите во Република Македонија. Значи и сигурност и безбедност. Значи дека не сме никој да помислува да подпалува конфликт и судири меѓу луѓето. Значи дека не сме да има жртви од поплави поради неодговорноста на власта. Значи дека социјалните разлики мора да се намалат, предпријатијата да се помогнат, работните места да се зголемат, а исто така да се зголеми и платата на сите граѓани на Република Македонија. Дозволете ми уште еднаш да ја потврдам заложбата на сите нас, заложбата на СДСМ и Сдружената опозиција, а тоа е дека ќе се справиме со иселувањето на граѓаните на Република Македонија. Ќе се справиме со иселувањето на младите од Република Македонија. Ќе овозможиме овие млади луѓе овде да ја градат својата иднина. Ќе направиме се парите од буџетот да се вратат назад кај граѓаните. Покрај намалените светки, повратот на ДДВ и други олеснувања, новата влада предводена од СДСМ ќе помогне на домашните, мали и средни предпријатија. Затоа имаме посебни мерки за приватниот сектор, кои што ќе се спроведат и ќе обезбедат дополнителни работни места. Ќе се поддржат гасификацијата на Република Македонија и енергетски ефикасните фасади за помали сметки за грејење. Ќе обезбедиме и поквалитетно здравство и поквалитетно образование. Борбата за деца нема да е демагогија, туку ќе ја водиме преку отворање на градинки. Затоа што знам колкав е проблемот на децата, на родителите во изборната единица број 2. Вети ви како министер за внатрешни работи дека ќе воведиме малски полицаец или позорникар, кој што ќе се грижи за безбедноста на нашите деца, на нашите семејства, за безбедноста на сите нас. Да го намалиме криминалот во населените места и да ја зголемиме сигурноста на граѓаните во нивните домови и нивната безбедност во сообраќајот. Меѓутоа имаме и сериозна обврска, а тоа е
да се избориме со криминалот во власта, да се избориме со криминалот на функционерите од оваа забегана власт на ВМРО ДПМН. И затоа кажувам дека криминалците мора да одговараат за грабежот на народните пари. И затоа ветувам дека нема да има селективна борба против криминалот и корупцијата. Таа мора да го опфати секој оној кој што се огрешил од законите во Република Македонија и секој оној кој што ги плячкал во овие 10 години граѓаните на Република Македонија. Сето тоа да го врати назад и да покажеме дека Македонија може поинаку, дека Македонија може да има честна и одговорна власт. Затоа треба сериозно да се подготвиме да го реализираме нашиот план за живот во Македонија. Да живее Македонија и да се живее во Македонија. Со овие идеали одиме на изборите на 11 декември. На 11 декември Македонија победува. Благодарам.